За многу од тие аргументи или наративи има основа во реалноста. Во геополитичката борба моментално Европа е факт дека заостанува на многу нивоа, меѓутоа потенцирање и искривување на вистината е токму главната состојка во хибридното војување, главниот елемент мирудија, што би се рекло, каде што врз основа на една вистина вие креирате стотици полувистини со кои што понатаму ги манипулирате луѓето. Така што да, и како постои. Кај нас конкретно е измешана и со идентитетските прашања во смисла на тоа дека Европска унија сака македонците да исчезнат како идентитет, како нација, се потенцираат исто така меѓуетничките јазови, гледаме и некои традиционални наши порано носечки медиуми на печатени се во онлайн варијанта, носечки медиуми во новинарството се со промена на собственичката структура стана главни памфлети пропагандистички на таков тип на војување, кои што на дневна основа не трујат со идентитетски теми, со Бугарија, со македонци и албанци, ги стигматизираат албанците, што е во интерес на наши соседни земји, но и на еден поширок геополитички контекст кој што сака регионов да остане скаран, дестабилизиран, да живее во омраза и недоверба кон институциите. Се должи најмногу на горкото искуство кој што нашето општество, нашите сограѓани, ние го имавме со демократијата, во смисла на не тоа дека таа е најдобриот систем, туку во смисла дека како успеавме да ја исползуваме беше многу погрешно на многу нивоа, влошен економски стандард, влошен владење на право и така натаму, и мислам дека луѓето интуитивно, инстинктивно ја прават таа споредба помеѓу демократијата и претходниот систем на владење во кој што им било подобро, особено по возрастните генерации кои што ги продолжувале придобивките од социјализмот во рамки на Југославија и секако сега развиваат на некој начин аверзија кон демократијата. Тоа е прва работа. Втора работа е што глобално е трендот за засилување на десничарски конзервативни идеологии, кои што секогаш се понаклонети кон авторитарно владење, помалку демократски контроли во владењето и слично. Тоа би рекол се должи пред се на тоа што глобализацијата на светско ниво потврди да создаде некаква поправична распределба на богатството кое што се создава. Гледаме дека јазот помеѓу богатите и сиромашните се повеќе и повеќе се зголемува и кога луѓето не гледаат лична корист пред се за сопствениот стомак, да можете да јадете, да идете на одмор, во театар, оние елементарни материјални задоволства да си ги и потреби да ги задоволите, секогаш нели ќе почнат да развиваат одредена аверзија кон демократијата и капитализмот како таков, кој што во англосаксониот или западноевропскиот свет се третираат како еквиваленти со демократијата, нели? Демократијата доаѓа со некаков либерален или неолиберален капитализам, сега да не се расфрламе со изми многу, да. Но во суштина тоа е причината и овие хибридни наративи кои што сакаат нели да ги подријат демократските побарувања во едно општество, потребата од демократија кај граѓаните, многу смислено флиртуваат токму со овие фрустрации кои ги имаме, велејќи дека демократијата не успеа, меѓутоа видете ги силно авторитарните демократи на Русија, Кина и така натаму, Турција нели цветаат силно. Така што и ние сме во еден дел се уште хибриден режим, нели демократија во транзиција, прогласени од повеќе индекси, нели како општество, така да не сме и ние најдобар пример да бидеме самокритични. Така што да, тоа е она што овозможува овој пристап, овозможува кај македонците длабоко иструстирани со генерација од демократијата, да авторитарните наративи фаќаат корен. Тоа се комплексни нели структури на комуникација од различни центри кои што имаат поента да остварат различни намери. Меѓутоа на крај водат кон дезинтеграција на општеството и најмногу е пред се нарушување на довербата кон институциите. Кога доверба во институциите не постои, луѓето не веруваат на суство на Европска унија, на европски интеграции, не постои држава, бидејќи
психолошката врска помеѓу институциите и граѓаните ја прават државата. Спротивно тоа се само празни норми на хартија. И од тука различни непријатели на Европската унија од различни структури и земји напаѓаат со своји оружја на хибридно војување, вклучувајќи од тука и наративите, а плодна е почвата затоа што знаеме сите, народот, граѓаните на Балканот, балканците генерално, но и се повеќе во други земји во светот, имаат доста ниско ниво на медиумска писменост. Критичко восприемање, промислување, интерпретација на содржините кои што ги примаат, ќе чуеме сите ние од наши блиски, роднини, пријатели, ние никогаш самите се фаќаме во ситуација кога веруваме искрено на нешто што сме го виделе како објективен факт, иако е реално дел од некаква дезинформација или лажна вест која што е пласирана токму со цел да ни го искриви ставот за одредена тема, особено за Европската унија. Проблемот е тешкотијата да се одбраните од ваков тип на војување е што бара миговна реакција откако ќе биде пласирана дезинформацијата. Има софтвери, методологии кои што можат да детектираат во момент кога одредена информација се шири на Твитер, на Фејсбук, значи целисходно во организирани форми преку ботови, групни мрежи за да добие што повеќе внимание и допре до што повеќе луѓе. Меѓутоа, реакцијата вие не можете да имате веднаш во истиот момент на ист начин да ги адресирате нападите од сите страни и штетата е веќе направена. Додека вие веќе реагирате, веќе гласината е толку проширена, дезинформацијата е толку проширена што веќе во вашата демистификација, деконструкција, одбрана на напад односно на таа дезинформација, многу помалку луѓе ќе поверуваат, бидејќи цинизмот и онака веќе длабоко вграден кај луѓето, не веруваат на ништо.